Добро вечер во Дневникот во 20 часот со информации за денешните случувања. За актуелните проекти на Сојузот на стопански комори на Македонија разговараме со нашиот денешен гост, извршниот директор Митко Алексов. Еве што друго подготвивме за вас. На сточниот пазар во Облешево понудата богата, но побарувачка нема. Сточарите незадоволни од денешното тргување. Царските орли во Овчеполието добија нови платформи за гнездење на далеководите на Мепсо. Македонија е лидер на Балканот по бројот на овие ретки птици. Почна седмото издание на Ин Виница Веритас. До петок во Виница богата програма за сите на кои им треба доза хумор и смеа. Тема на Дневникот на Канал Плюс денес е амбиентот кој државата го создава за развој на малите и средни предпријатија како движечка сила на секоја економија. За ова разговараме со Митко Алексов, извршен директор на Сојузот на стопански комори на Македонија, најголемата независна деловна организација во државата. Сојузот на стопански комори на Македонија може да придонесе за зголемување на профитот на компаниите. Сметаме дека тоа е една од најважните работи во делот на развој и раст на самите компании. Значи, преку одредени активности кои ги спроведуваме, било на микрониво помеѓу самите компании, било на макрониво во однос на контакти, предложување на одредени мерки кои би требале да се променат во соработка со институциите во државата и директно со владата за измена на одредени законски регулативи кои ќе придонесат за подобрување на бизнис климата, односно деловната клима во земјата, а со тоа и полесно, попрофитабилно работење на компаниите, односно зголемување на нивната конкурентност на пазарот. Целиот разговор со извршниот директор Алексов гледајте го во прилог на Дневникот. Во продолжение за дневните настани на Истокот. Монтерите на Мепсо и екологистите на Аквила денес во близина на Штип поставија платформи за гнездење на царски орли. Ова е втора акција од ваков тип со цел зачувување на овој редок вид на орли во регионот. Монтерите на Мепсо и активистите на Сдруженијето за зачувување на природата Аквила повеќе години активно работат на зачувување на царските орли во Македонија. Денес во близина на Штип беа поставени вештачки гнезда на далеководите од 400 киловолти со цел зачувување на овој редок вид на орли во регионот. Царските орли се заштитен вид птици во изумирање, загрозен вид на птици кои што се заштитени со закон. Заради недостаток на гнездички места, поради неконтролирано сечење на високите дрва кои што им се природни гнездилишта, царските орли ги преселија своите гнезда на далеководите од 400 киловолти и на другите далеководи. Меѓутоа, таквото преместување на далеководите прави проблеми во распространувањето на електрична енергија, па заради тоа ние решивме да им помогнеме во одбирање на местоположбата на гнездата. Платформите представуваат замена за природните гнезда на царските орли кои главно гнездат на стари дрва. Денешната акција е дел од програмата за зачувување на царските орли и обезбедување доволно гнездечки места за нив. Нашата акција е поставување на вештачки платформи со вештачки гнезда на повеќе локации низ цела Македонија и во соработка со Мепсо досега имаме поставено 24 платформи. Денеска поставуваме една од нив, меѓутоа и правиме модификации на останатите платформи, ставаме сплетени гнезда, заради тоа што царските орли имаат навика да освојуваат веќе изградени гнезда. Тоа обично се гнезда на гаврани и некои други видови птици. Електромонтерите на Мепсо веќе подолг период помагаат на здруженијата кои што се грижат за одржување на овој вид на птици. Досега имаме поставено повеќе од 20 платформи на различни локации на 400 и на 110 киловолтни далеководи во регионот на Овчеполието, поточно во регионите на Велес, на Свети Николе и на Штип, заради тоа што ова подрачје од Македонија било локација каде што се уште присутни овие птици и ние со сите наши средства им помагаме на
еколошките здруженија да направат обид за зачувување на популацијата на царскиот орел. Инаку на Балканот Македонија е лидер по бројот на царски орли, а освен во Македонија на други места царски орли има единствено во источниот дел на Бугарија, во близина на турската граница, во Унгарија и Словачка. Добиточниот пазар во Облешево е своевиден показател за вкупните состојби во сточарството во регионот и пошироко. Таму се нуди, се купува, но и формира цената за килограм жива стока. Денешниот пазарен ден не ги израдува собствениците на добиток. Денешната понуда на добиток на пазарот во Облешево богата. Сточарите од сите краишта во овој дел на државата дојдоа со надеж дека она што го понудиле и дека ќе го продадат. Но дали поради поголемата понуда или поради друго, очекувањата не им се исполнија. Ништо нема да ти кажам, 2 пати го докарувам, никој не пита, само тие пита, знаеш кој, што имат годиња. Тие пита, друг нема никој да попита. Цената да биде цената. 85 денара му речам, а бе рече ја имам гуде исто. Цената да вика само со слушам, вика, нема не пита никој. Имате ли повеќе дома? Имам уши 3. Едната исто толкава, 2 помаленки. Едната ќе колеме, едната вави што да качам, а не била. И да оставиме тука, па нема да земе никој. Кило имал? А не сум сигурен. Околу 300, може и повеќе 300. Колку години? Па 2,5 години. Колку му барат живаме? 80. 80 денари. Праша ли некој? Многу малку. Скоро никој. Треба 2-3 да го делат. 20 сигурно. За тројца многу. Ова е него собира, повеќе 2 метра дугачко е. Ако ова е 1,5 метра, тоа 2 метра не може да стои. Добиточниот пазар во Облешево е показател на вкупните состојби во сточарството во регионот и државата. Има периоди кога има хиперпродукција на добиток, друг пат пак недостиг на понуда, што се заедно ја зголемува или намалува цената на живиот добиток. Во услови кога има малку кланици кои се заинтересирани за откуп на добиток од домашните производители, одгледувачите се принудени по неколку пати да доаѓаат и да се враќаат со добитокот и празни раце во своите места. 24 кила прасет, 2.500 му сакам, вика многу е. Тоа 90 динара жива мер. И каде ни е крајот? Каде ни е крајот? Не ја бива на никаде. Нема ли откупувачи да доаѓаат од страна? Некои дојдат, ама се тражат тие што се дома, што ги товат, што ги чуват, иначе вака порит како нас. Славата. Тоа е поздраво. Па тоа е поздраво, ама они не размислуваат за тоа. Ја имаме што се учени, народ доаѓале се однапред, зимале се, вика ние некеме што е со инекции со тие работи, ама докаре го тука и дома не го си. Порано полесно доаѓавме до податоци за бројната состојба на добитокот во овој регион. Денес подрачните единици на Министерството за земјоделство се прилично затворени или не располагаат со таква евиденција, поради што не сме во можност за компаративно анализирање на состојбите во оваа област. Познато е само дека во Штипско бројот на ситниот добиток бележи тенденција на зголемување и изнесува околу 30.000 грла добиток. По 2 години од монструозниот чин за налогот на тетинот Петре В за лишење од живот на неговиот внук Дарко, повторно излегува на суд за случајот на повеќегодишниот имотно-правен спор. Денес во 11:30 часот повторно започна судењето на штипјанецот Гоце Д, кој во првичната пресуда во негово отсуство му беше изречена казна затвор од 12 години за случајот кој пред 2 години, околу полнок, пред влезот на гаражата од домот на Дарко И, со тврд предмет го нападнал со цел да го лиши од живот, а сето тоа по нарачка од лицето Петре В, кој е осуден на 8 години затворска казна. Инаку лицето Гоце Д беше депортиран во Македонија пред скоро 2 месеци, за кој беше распишана меѓународна потерница. Обвинетиот се жали за судењето во негово отсуство, на кој му беа пресудени 12 години казна затвор. Инаку пред 2 години на 17 јули, околу 12:30 по полнок, Дарко И, кога го паркирал автомобилот во неговата гаража, на излегување бил нападнат од Гоце Д со умисла да го лиши од живот. Благодарение на соседите, кои ги слушнале силните удари, веднаш реагирале. Причината за овој случај е повеќегодишниот имотно-правен спор за куќа во кој живеел Дарко И по налог на неговиот тетин Петре В, кој е домазет, го нарачал овој чин. Пресудата се уште не е донесена, затоа што ќе има повторно рочиште.
Австријски Техспорт, кој пред година дена ги постави темелите, веќе од Виница го има и првото производство на опрема за пожарни, која ги снабдува светските познати метрополи. Стотина луѓе од тука очекуваат добра заработувачка, а уште толку може да се надеваат со инвестиции кои ги најави главниот собственик Омбер Шнајдер. Најквалитетната опрема за пожарникари се произведува токму во Виница. Австријците наметнуваат нови високопрофесионални стандарди во работењето, кои треба да ги следат и останатите кластери од текстилната индустрија. Речиси по година дена од поставувањето на камен темелникот, Техспорт веќе го има првото производство кое излегува од рацете на стотина искусни работнички, а развиваат капацитети за 200 вработени. Денес со мини свеченост, менаџерскиот тим и вработените во присуство на представници од локалната самоуправа и локалната бизнис заедница се официализираше и оваа инвестиција, чија вредност е 1,5 милиони евра, но собственикот Омбер Шнајдер најави изградба на уште една производна хала во која, како и во постоечката, приоритет е енергетската ефикасност. Со цел да се придонесе кон поголема заштита на средината, инвестиравме значајна сума во фотонапонски систем. Со тоа останува многу енергија што може да се искористи за осветлување. А исто така, по периодот на отплата на оваа енергија, не мора да плаќаме повеќе ниту денар. Моментално имаме во Пекинг саем, на кој што се изложени нашите артикли, со кој што можеме да добиеме секако и нови наши муштери. Шнајдер особено ја истакна благодарноста за поддршката од локалната самоуправа и градоначалникот Дончев, за кого овие инвестиции се значаен фактор во подобрување на општата економска слика. Овде својата екзистенција ја нашле многу луѓе како од Виница, така и од околните соседни градови. Компанијата Техспорт постави нови стандарди во делот на организацијата и работата во општина Виница. И ќе бидеме среќни доколку и другите компании го следат овој пример и ги користат стандардите што ги користи компанијата Техспорт. Инаку фирмата Техспорт во Македонија од 1997 година и вработува околу 300 луѓе, а наскоро започнува производство во нов погон во Скопје. Своји капацитети имаат и во Бугарија. Во Салцбург има вработено 65 луѓе и тука се работи на развојот на производите, продажба, логистика и администрација. Важи за висококвалитетен производител на опрема за пожарни која ги снабдува големите центри како Мадрид, Лисабон, Виена, Франкфурт, Минхен, Абу Даби и други познати метрополи ширум светот. Отворени денови со управата за имотно-правни работи се спроведоа денес во Берово. Во присуство на директорот на управата Зоран Крастановски, граѓаните ги изнесоа своите проблеми околу решавање на барањата за приватизација на градежното земјиште. Беровчани и делчевчани своите имотно-правни проблеми ги изнесоа денес пред надлежните служби и директорот на управата за имотно-правни работи на отворените денови, што управата ги спроведува низ општините. Целта на отворените денови е да се согледа начинот на кој што функционираат одделенијата во општините, но и да се слушнат и на побрз експедитивен начин да се решат проблемите на граѓаните. Да решават некои проблеми кои луѓето, кои граѓаните ги тиштат. Неразрешени или паразрешени и се сега замрсуваат. И ние што имаме такви проблеми, не можеме да ги разрешиме. И по судове, и по катастери, и се. Имам дворни места, приватизирано, легализирано, се со документација. Се документовано, некој сега иска да ми го земе дворот на куќата. Ја на 81 година да одам по шалтери и да се расправам. Новите активности што ги спроведува управата за имотно-правни работи е одделенијата кои што се со помал обем на работа и со помалку доставени барања за решавање на имотно-правните проблеми, како што се Делчевското и Беровското одделение, да ги превземаат решенијата од одделенијата со поголем обем на работа. По тој принцип, Беровското одделение за 3 до 4 месеци разрешило околу 120 барања од Струмица и Карпош, барања кои во матичните одделенија чекаат 3 до 4 години. Ефектот е постигнат, значи конкретно во Беровското одделение на управата за имотно-правни работи веќе се донесени 120 решенија за по однос на овие преземени веќе предмети кои што се од Карпош и од Струмица, додека пак во Делчевското одделение се донесени 80 решенија. Сакам да кажам дека на тој начин сме ја постигнале целта, затоа што се работи за
за барања кои што ајде да кажеме би чекале многу повеќе за да се решат доколку останеа во тие оделенија каде што имаше поголем обем на работа. Генерално и учинокот на овие оделенија е на задоволително ниво, така што во Делчевското оделение остануваат да се завршат уште околу 1700 предмети, додека во Беровското оделение уште 2100 предмети. Градоначалникот Наџински задоволен од работата на одделението за имотно-правни работи во Берово и од начинот на кој што се пристапува кон проблемите на граѓаните. Граѓаните од општина Берово кои поднесуваат барања за решавање на нивните проблеми во Берово се навремено решени и така работите за добивање на акти кои им се потребни на граѓаните се секогаш навремено издадени и решени. Отворените денови управата за имотно-правни работи ги спроведува заедно со одделението за катастар. Во Домот на културата во Виница вчера вечер почна 7-то издание на меѓународниот фестивал на хумор и сатира In Vinica Veritas, кој ќе трае до петок. Синоќ во Домот на културата Тоша Арсов во Виница е крената завесата на 7-то издание на фестивалот за хумор и сатира In Vinica Veritas. Во присуство на голем број љубители на комедијата, хуморот, афоризмите и карикатурата, фестивалот за отворен го прогласи министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, која своето обраќање го започна со мислата на американската писателка Ерна Домбарк, која ќе исчезне хуморот, ќе исчезне и цивилизацијата, а го заврши со максимата на Чарли Чаплин: денот без смеа е загубен ден. При тоа Канчевска-Милевска истакна дека фестивалот во Виница од година во година нуди се побогата и поразновидна содржина со учество на автори и актери од државата и надвор од неа. Фестивалот In Vinica Veritas е една убава можност пред граѓаните на Виница, но и на регионот да се представат најдобрите театарски остварувања и продукции кои ги создаваат нашите театри, но за поздравување е и интенцијата на фестивалот истиот да ја збогати својата меѓународна димензија со уште поголемо учество на странски ансамбли, како фестивал на кој имаат можност сите актери да го представат своето знаење, искуство и нивната собствена инвенција. Досега на сцената на оваа манифестација продефилираа голем број на ансамбли. Преку 150 уметници кои на публиката и ги доближија делата на домашните и авторите од регионот, како Братислав Димитров, Миријана Бобиќ Мојсиловиќ, Бојан Љубеновиќ и многу други. Овој фестивал стана вистински празник за љубителите и влюбениците во комедијата, за сите граѓани на Виница, кои преку содржините на фестивалот добија можност да го разубават своето секојдневие и да поминат пријатни мигови со програмата на овој значаен фестивал. Во името на градот домаќин на присутните им собрати градоначалникот Емил Дунчев, кој го истакна задоволството што Виница од година во година угостува се поголем број уметници и автори кои го збогатуваат културниот живот во регионот. 7 години поред на ова место, фестивалот In Vinica Veritas не носи токму во оваа димензија, на место каде барем за миг сите ќе бидеме среќни. Почитувани пријатели на хуморот и сатирата, минатите 7 години успеавме во нашата Виница, не само преку овој фестивал, туку и преку сите други културни збиднувања, да ги продолжиме и да ги збогатиме нашите културни вредности. За сето ова, за целата организација, за сите идеи, потребни се луѓе кои ја сакаат Виница, луѓе кои со својот труд ја пишуваат историјата. Председателот на жири комисијата Васил Толевски ги соопшти трите наградени карикатури кои победија на меѓународниот конкурс. Првата награда му припадна на карикатуристот Мухамед Азандија од Иран, втората на Раул Алфонсо од Колумбија и третата награда на Ѓорѓе Луцирицу од Романија. Наградените автори се дел од богатството на карикатури кои годинава пристигнаа на фестивалот од 138 автори од 45 земји од сите континенти. Посвеченото отворање, публиката имаше можност да ја проследи првата фестивалска представа, сатиричната монодрама Има една земја, во режија и изведба на српскиот актер Јовица Јашин. Вечерва на програмата на In Vinica Veritas е настапот на театарот од Штип со представата Лулка, која започнува во 20 часот.
Полицијата уапси маж откако тој на неговиот профил на Facebook споделил видео на кое се гледа како го тера своето дете да пуши цигари и пие алкохол. Снимката е поставена на профилот на корисникот Даниел Теко од Романија, кој ги праша луѓето да ги идентифицираат двајцата возрастни луѓе на снимката. Едниот од нив му вели на момчето, тоа е она што го прави вистинскиот маж. Луѓето кои се вклучени во целиот овој настан се уште не се идентификувани, но се верува дека инцидентот се случил во Шпанија. 12 лица се повредени во Германија во пожар што избувнал во зграда, во која престојувале главно работници и мигранти од Бугарија и Полска. Полицијата соопшти дека 5 од настраданите во пожарот во градот Гундесберг во провинцијата Хесен се потешко повредени. За сега не е позната причината за пожарот што довел до делумно уривање на полудравената зграда. Терористи од групацијата Исламска држава ги бричат брадите и се облекуваат како жени со цел да се спасат од нападите на руските сили, кои се поддршка за сирискиот претседател Башар ал-Асад, тврди лондонскиот весник Daily Mail. Весникот објавува и фотографии за кои се верува дека се направени во близина на Алепо, на кои се гледале купи избричени бради, што ги оставале джихадистите од Исламската држава при нивното панично бегање пред руските напади. Градот Штип за прв пат по 40 години ќе биде домакин на Балканското првенство во пинг-понг. Од утре па до 25 октомври, спортската сала Јордан Мјалков ќе ги собере најдобрите пинг-понгарски репрезентации од целиот Балкан. Теренот е подготвен за стартот на Балканското првенство. Дозволете на почетокот да го изразиме нашето задоволство што како медиуми давате поддршка на еден ваков историски настан за македонскиот пинг-понг и за македонскиот спорт. Што се однесува од организационен аспект, целокупниот дел веќе можевте да видите е организиран на ниво и на стандард на кое што треба да биде. Во текот на денешниот ден ќе се направи првата координација за почетокот на Балканското првенство и во оваа прилика ги поканувам сите граѓани на општина Штип, сите спортисти, но и сите други кои што ќе ја гледат оваа пресконференција да повелат утре во 17 часот на свеченото отворење. Дека се одвива во најдобар ред, потврдуваат и селекторите на македонската репрезентација. На Балкану имамо доста јаки земји. На Балканот има доста јаки земји кои играат одлично. Романија која е европски првак, Србија која има долгогодишна традиција во пинг-понг и Бугарија. Сите овие репрезентации тренираат многу повеќе од нас, вложуваат многу повеќе и затоа се и подобри. Едноставно јас ги повикувам сите да дојдат и да гледаат, затоа што ова е прва прилика Македонија да гледа квалитетен пинг-понг. Гледа у Македонија. До сега не можем да кажем дека толку многу се вложувало, значи ние сепак не тренираме професионално, може да се меѓу аматеризам и професионалност одиме, но еве сега во репрезентација се поставија некои нови работи, значи смена на тренери, селектори, сето тоа и веќе имаме програма и план заедно со тренерот како понатаму ќе се оди во сето тоа. Младите надпреварувачи веќе се подготвени и очекуваат добри резултати. Еве сега се подготвуваме 3-4 дена овде во Штип, значи тренираме по 2-3 часа, по 2 пати на ден, по 2-3 часа. Добро е што ќе биде овде, што се организира за прв пат Балканското првенство, што ќе играме на домашен терен. Тренираме овие неколку дена по 2-3 часа, цела презентација на Македонија и од женско екипно очекуваме подобар пласман. За да се организира едно вакво првенство е потребна и голема поддршка, изјави Петар Нумовски, член на управен одбор. За да се организира едно вакво првенство мора да постои ентузијазам, љубов, пари и енергија. Сето ова благодарејќи на професор Бавареев, кој е познат пинг-понгар поранеше даже во Македонија и сега. И Универзитетот Гоце Делчев сигурно не имаше да го оствариме ова. Нашата федерација е таква каква што е. Ние како фирма се трудиме да помогнеме колку што можеме. Надпреварите започнуваат од утре со почеток од 9 часот, а свеченото отворање со почеток од 17 часот. Во продолжение проследете го разговорот со господинот Митко Алексов, извршен директор на Сојузот на стопански комори на Македонија. Со него разговара колешката Ана Максимова.
Драги гледачи, во вестите на Канал Плюс телевизија ќе разговараме со Митко Алексов, извршен директор на Сојузот на стопански комори на Република Македонија. Господине Алексов, добре ни дојдовте во студиото на Канал Плюс телевизија. Благодарам за гостопримството, поздрав до вашите гледачи, до гледачите на Канал Плюс телевизија од Штип. Така еве на почеток да им појасниме на гледачите како работи Сојузот на стопански комори на Македонија, односно која е вашата визија? Сојузот на стопански комори на Македонија може да придонесе за зголемување на профитот на компаниите. Сметаме дека тоа е една од најважните работи во делот на развој и раст на самите компании. Значи, преку одредени активности кои ги спроведуваме, било на микрониво, помеѓу самите компании, било на макрониво, во однос на контакти, предложување на одредени мерки кои би требале да се променат во соработка со институциите во државата и директно со владата за измена на одредени законски регулативи кои ќе придонесат за подобрување на бизнис климата, односно деловната клима во земјата, а со тоа и полесно, попрофитабилно работење на компаниите, односно зголемување на нивната конкурентност на пазарот. А како сте регионално поставени, односно кој се може да биде член во Сојузот? Член во Сојузот на стопански комори, членови може да бидат сите компании, и микро, мали, средни и големи компании. Во структурата на Сојузот на стопански комори, кој представува чадор организација, еден вид на холдинг, во структурата имаме 9 грански секторски организирани комори, значи индустријска, трговска, услужна, агробизнис комора, градежна комора, ИКТ комора, туристичко-угостителска комора, сметководствена и комора за компании кои се бават со недвижнини. Ние ја покриваме цела територија на Република Македонија. Имаме регионални комори во сите поголеми градови низ Републиката и еве денеска на наше задоволство сме во нашата регионална комора во Штип и регионот. А еве на кој начин ви им помагате на самите фирми да се развијат на домашно ниво па и преку границите? Самото членство во Сојузот на стопански комори им овозможува на компаниите да остваруваат контакти и конкретни деловни соработки помеѓу самото членство. Ние во моментот имаме активни компании кои меѓу себе соработуваат во делот на така наречен нетворкинг. Значи поврзување меѓу себе за одредени проблематики и интереси кои ги имаат компаниите. Исто така, така наречен матчмейкинг, односно спојување помеѓу компаниите. Значи одредена компанија дали продава, дали има потреба да набави нешто и така натаму, ги спојуваме и меѓу себе се остваруваат овие бизниси. Исто така, активно работиме на поврзување на домашните компании, тоа во следниот период ќе биде со уште поголем фокус на домашните компании, поврзување да станат добавувачи на странските директни инвестиции, односно странските компании кои се отвараат во Македонија, дали во слободните економски зони или во индустријските зони низ територијата на Република Македонија. Значи, еден интересен податок дека веќе 500 домашни компании остваруваат бизнис со странските инвеститори кои се наоѓаат во државата. Сигурни сме дека потенцијалот е поголем и оваа соработка ќе се зголеми. Значи, ова ниво како званичен податок дека околу 30 милиони евра домашните компании имаат инкасирано од соработката со странските компании, сметаме дека во следните години, значи во блиска иднина, неколку струко, неколку пати ќе се зголеми. Значи, тука има компании и од услужниот сектор, значи кои обезбедуваат одредени услуги, меѓутоа и од индустријата, дали металопреработувачкиот сектор, производство на хартија и така натаму. А како стои Источна Македонија со членството во вашиот сојуз? Има ли фирми кои што се членови во Сојузот на стопански комори на Македонија? Па да, имаме ние околу 40-50 само од Штип, што се наши активни членки. Сметаме дека таа бројка треба да се зголеми повеќе. Потоа имаме членки од Кочани, Виница, Делчево, Пехчево. Ова членство наше ги користи
бенефитите, Так. нели, од членството во Сојузот на стопански комори, меѓутоа активно учествува и во одредени европски проекти што ги имплементира Сојузот на стопански комори, каде што во имплементацијата се потребни одредени компании, затоа нашите компании членки учествуваат во овие проекти. Значи, еден таков многу интересен и ефективен проект кој се уште не е завршен е проектот за вработување на жени од малцинските заедници, каде што жените Во кој сектор може да се може во повеќе сектори. Значи, секторите не се лимитирани, односно ограничени. Меѓутоа, што е битно, компанијата, нашата членка, добива одредени средства да вработи одредена жена од малцинска заедница, меѓутоа тука може и од македонска заедница, 15% од вкупниот број на жени, за време додека работи на работодавачот, на компанијата, му се исплаќаат пари од проектот. Понатаму нема обврска да ја задржи жената, меѓутоа со обуки од наша страна очекуваме дека таа жена веќе ќе постигне одредено ниво на вештини да и самиот работодавач понатаму ја вработи оваа жена во постојан работен однос. Една од нашите цели е и зголемување на вработувањето во Република Македонија. Еве деновиве е најавено да се одржи и македонски економски самит. Нешто повеќе за ова? Да. Значи, самитот е во директна организација на Сдруженијето Македонија 2025. Сојузот на стопански комори уште од самиот почеток на формирањето на Сдруженијето пред 10 години активно учествува во скоро секоја манифестација каде што можеме или каде што имаме одреден капацитет. Значи, ако нешто се организира во Канада, ние не можеме да учествуваме активно, меѓутоа партиципираме. Суштината на овој економски самит е да се поврземе со нашите иселеници од странство, бидејќи претежно членови и во управниот одбор се наши иселеници етаблирани како Мајк Зафировски и така натаму. Во Македонија 2025 можности за инвестирање, презентирање на Македонија. Значи, тука има една комплементарност, постои синергија помеѓу активностите на Македонија 2025 надвор од Македонија и нашите активности и нивното представништво овде во Македонија. Еве нешто за крај да посочите да се зачленуваат фирмите па и граѓаните во вашиот сојуз? Па сметаме дека ние со нашите активности можеме во голема мерка да придонесеме за зголемување на профитот на компаниите. Значи, компаниите да бидат попрофитабилни. Со зголемување на профитот очекуваме дека ќе се остваруваат одредени инвестициони активности во самите домашни компании. Значи, Сојузот на стопански комори, ставот наш е дека во моментов поголемиот дел од извозот, гледано номинално, го остваруваат домашните компании од македонскиот извоз. Значи, околу повеќе од 60% домашните компании. Ние работиме на тоа и сметаме дека и понатаму домашните компании, микро, малите, средни компании треба да бидат стожер на економијата, треба да бидат носители на поголемиот дел од извозот и исто така и да се креатори на поголем процент на бруто домашниот производ во земјата. Така. Овде ќе го завршиме разговорот. Јас ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам. Ви благодарам и вам, драги гледачи. Во продолжение следуваат другите настани кои го одбележаа денешниот ден. Толку за денес, имајте пријатна вечер со програмата на Канал Плюс.